во име на сите пратеници од Коалицијата за подобра Македонија, предлагам точката предлог на закон за употреба на јазиците да биде симната од дневниот ред заради две причини. Првата причина заради тоа што беа направени катастрофални, свесни грешки во процедурата низ Собранието на Република Македонија, и тоа неколку. Прво, беше од ваша страна утврдено дека матична комисија за овој закон е Комисијата за европски прашања, иако според одлуката за формирање на комисиите, едногласно донесена од цело собрание, матична комисија за разгледување на овој закон е Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, каде во една од нејзините надлежности е напишано дека оваа комисија е матична за сите прашања кои што се однесуваат на правото на употреба на јазиците и писмата на заедниците. Значи, тоа е првата свесна и намерна грешка. Наместо во Комисија за политички систем да се разгледува Комисија за европски прашања. Втората намерна и свесна процедурална грешка е тоа што го злоупотреби и владата, и вие, и неколку председатели на работни тела во Собранието знамето на Европската Унија за донесување на овој закон. Имено, европско знаме може да се стави на закон со кој што се врши усогласување со регулативите на Европската Унија. Не постои регулатива никаква, нити директива, нити регулатива со која што се регулира ова прашање за употреба на јазиците на заедници. Ставањето на знамето на Европската Унија на овој закон беше исклучиво од причини да се оневозможи темелна, длабока, сериозна и сеопфатна дебата од страна на пратениците во работните тела во Собранието на Република Македонија, со што вие свесно ги доведовте председателите на работните тела и на за европски прашања и на законодавно-правна комисија и на комисија за политички систем да го прекршат деловникот и без да се исцрпи намерата и желбата за дискусија на пратениците во Собранието на Република Македонија, да ги прекинат седниците и да преминат на гласање по овој закон со цел да се оневозможи дебата помеѓу пратениците. И втората крупна причина зошто овој закон треба да се симне од дневен ред на денешната седница е заради тоа што огромен број на професори, македонисти, албанисти, професори од правните факултети, Институтот за македонски јазик, Македонската академија на науки и уметности бараат широка јавна расправа пред Собранието да продолжи со процедурата за носење на овој закон. Затоа нашето барање е денеска да се симне оваа точка од дневен ред, да се закажат јавни расправи, да се закаже средби со сите надлежни институции кои што се занимаваат со оваа проблематика и на тој начин македонското општество заедно низ консензуална постапка да дојде до решение кое ќе значи градење на стабилност и градење на меѓусебно почитување. Овој начин на донесување на закон за двојазичност на Република Македонија нема да донесе ништо добро, напротив, ќе ги наруши односите меѓу заедниците, ќе ја продлабочи недовербата и ќе направи комплетно нефункционални институции на системот во Република Македонија. Ќе воведе и двојазичност и во Виница, и во Кочани, и во Берово, и во Делчево, и во Прилеп, и во Гевгелија, и во Демиркапија, спротивно на потребите на нашите сограѓани албанци. Затоа предлагам оваа точка на дневен ред врз база на одговорност, совесност и честност на сите пратеници во ова собрание, денеска да биде симната од дневен ред и на тој начин да покажеме спремност како собрание, да ги слушнеме сите експерти и сите институции кои што се надлежни и поврзани со оваа проблематика и заедно, чекор по чекор, понатаму да продолжиме низ една нормална и здрава дебата со која што ќе овозможиме квалитетни решенија, а не решенија кои што ќе нарушат меѓуетничката доверба меѓу граѓаните и решенија кои ќе направат комплетна дестабилизација на целокупниот правен и политички систем во Република Македонија. Повикувам не на партиски одлуки, повикувам не на политички одлуки, повикувам на одлуки врз база на личната совест и личната свест на секој од нас поединечно, како пратеник, како човек, како родител, како брат, како комшија, бидејќи вовлекувањето на Република Македонија со носење на еден ваков закон
Колега ќе Илија донесе Димовски, благодарам. штетни последици по Република Македонија за сите нас, за сите наши комши, пријатели, роднини, браќа, сестри и така натаму. Затоа, последен пат и последна реченица, господине Џафери, повикувам на личната совест и личната одговорност на секој пратеник поединечно. Немаме намера да бегаме од дебата, сакаме да дебатираме, но сакаме квалитетни решенија, а не изнудени решенија низ политички пристисок и политички пазар помеѓу две партии. Благодарам.